Нови цени во секој момент ќе има во супермаркетите. Поскапувањата воглавно ќе се однесуваат на киселото млеко, павлаката, сирење, кашкавал и други млечни производи. Во зависност од производителот и дистрибутерите, цените ќе бидат повисоки од 5 до 30 денари, анализира Денар. Освен ова основно поскапување на новата цена на производите, ќе се додаде и маржата која од 1 јули годинава веќе не е замрзната, но и ДДВ-то од 5%. Ова ќе се додаде над основните цени, пошто тие според анализата би изгледале вака. Вашиот јогурт кој досега го купувавте за 80, од сега ќе чини околу 90 денари. Кравије кашкавал кој досега чинеше околу 500, сега ќе чини до 600 денари. 1 килограм овчи кашкавал ќе се продава за околу 900, мешаниот за околу 700 денари. Кравиото сирење ќе добие цена околу 400 денари, а овчото сирење ќе се продава за повеќе од 500 денари. Како престојните цени ги коментираат граѓаните? Па не да се претерале, они се ојделе усвет, што не може се вратат назад дека се. А поготово па ако мене ме прашате како што не сум вработена и Не може народот да издржи. па не да издржи, народот нема сила повеќе да издржи. Кој може во да го издржи? Се што се зголемува не е уред. Нели? Инфлацијата се не кажува дека е толку мала инфлацијата 8-9%, а од друга страна се зголемува многу повеќе. Па кога ќе земете со разлика со платите качувањето и пензиите качувањето, значи не е потребно и не треба да се зголемуваат цените на млечните производи. Па видите, до сега према сите искуства што ги гледаме и по телевизијата и по медиумите и сите контактни емисии, сите граѓани кажуваат дека е премногу скапо и дека не се издржува. Така да мислам дека не може да го издржат. Скапо е, со нашите пензии нема ништо да се купи. Немаме многу екзистенции. Скапоти, големи. Можат ли граѓаните да го издржат ова? Не. Мислам дека не може. Не е само млекото да го земеш, треба и други работи да земеш. Во овој контекст, податоците на Државниот завод за статистика за јули покажуваат дека трошоците за живот на македонските граѓани за една година се зголемиле за 8,4%, а индексот на цените на мало бележи раст од 4,9%, или во превод инфлацијата изнесува 8,4%, а се што се продава на пазарот во просек поскапело за 4,9%. Овие движења од владата велат дека се под контрола, бидејќи поскапувањето во оваа биле пониски од оние во минатата година. Дали ова значи дека инфлацијата ќе се победи? Нема никаква основа да се зборува дека инфлацијата е победена или ставена под контрола. Притисокот врз цените допрва ќе расте во есенскиот и зимскиот период, за кога се најавуваат повисоки цени на енергенсите. Куповната моќ, односно животниот стандард на граѓаните, се намалува веќе година и пол. Смета Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт.